Шекерната болест, диабетес мелитус, представува голем медицински проблем веќе 2000 години. Да. Старите египетски доктори, уште во 30-тите години пред нашата ера, забележале во Еберсовите папируси дека постои болест, што го тера болниот почесто да пие вода, почесто да мокри, да слабее без особена причина и да му опаѓа психофизичкиот капацитет. Кум на оваа болест бил Аретеј од Кападокија, кој уште во 3-тиот век по раѓањето на Христ ја нарекол диабетес, грчки збор што означува проаѓање. Додека старосват бил прочуениот доктор од 19-тиот век Клод Бернар, кој утврдил дека основната причина за оваа болест е пореметување на метаболизмот во шеќерот на крвта, гликозата, па додал мелитус, славка, медена болест. И најважното, до ден денешен не постои лек за шекерната болест. И старите египетски, и старите кинески, и старите грчки, и старите римски доктори, и ден денешните модерни доктори ја лечат со единствениот разумен лек, кој сепак не е лек, диета. Својата светска слава Аполинер Бушарда во 19-тиот век ја изборил со тоа што на своите пациенти им наметнал строги диети и зголемена активност, додека тие исти пациенти не го отерале на гилотина. А, да. Што се случува? Не. Треба да прашате што ќе се случи 1921 година во Торонто, Канада. Да. Треба да се случи едно од најголемите медицински откритија на 20-тиот век. И ќе се случи. Јас бев цврсто уверен во тоа. Прилично сум самоуверен, нели? Впрочем, само тоа и ми преостанува, бидејќи јас, Чарлс Бест, тогаш бев се уште студент по медицина, кој многу самоуверено се меша во медицината која се уште не ја дипломирал. Одлично. А може ли еден беззначаен, еден најобичен, еден никој и ништо студент да се меша во најголемите медицински откритија и да докажува нешто што најголемите светски медицински авторитети со сигурност го отфрлаат? А што? Тоа дека постои хормон кој го регулира шеќерот во крвта на организмот на луѓето и животните. Пардон. Ќе го разбуда мојот шеф. А тој мој шеф ќе ја добие Нобеловата награда. Ви гарантирам, да. А за мене? За мене само крв и мочка. Така е секогаш, верувајте. Впрочем, идејата е негова, а реализацијата е моја. Но се всушност започна вака. Во ходникот на Институтот по физиологија во Торонто, каде првпат се сретнав со доктор Бантинг. Доктор Бантинг? Да. Доктор Бантинг? Да. Се разбудивте? Да, ако ме пуштите. О, пардон. Да. Јас сум Бест. Чарлс Бест. Да. А јас сум доктор Бантинг.
Доктор Фредерик Бантинг, хирург. Мило ми е. Да. Сега е по-добро, а? Да. Да, сега гледам одлично што направивте. Магија. Ги избришав. Да, ги избришавте. А кој сте вие? Јас сум Бест. Професор по физиологија. Да, мило ми е. Мило ми е. По 20 години. Сега се уште сум студент. Професоре, пуштете ми ја раката. Ме боли. Да? Дали сте подготвен? Подготвен? Зашто? Да бидете залаче на Ричард Лавовското срце. Залаче. Какво залаче? Па, такво како што сум јас. Да ве проголта одеднаш. Вака. Ам! Ве исчекува со нетрпение шефот на физиолошкото оделение во Торонто, професорот доктор Џон Џејмс Ричард Меклиот, наречен Ричард Лавовското срце. Ова последново не му го споменувајте, ќе ве исфрли низ прозорец. Мислите? Кој сте вие? Јас сум Бантинг. Доктор Фредерик Бантинг, хирург. И што варе едно анонимно хирургче во храмов од светски авторитет? Сега е готов. Јас барам да изведувам научни експерименти. Вие? Да изведувате научни експерименти? Да. А каде? На вашиот институт. Јас немам добри услови во мојот дом, ниту во мојата приватна ординација. И секако... Ве молам, господине професоре, смирете се, мојот испит се уште не завршил кај вас. Слушайте вие, млад господине анонимен хирург, како ви беше името? Бантинг. Да, Бантинг. доктор Бандинг. Да. 2 дена не се иставате од мојата чекална. Згора на тоа преспавте во неа. Да. Со вашето арчење ми попречите да го испитам овој студент. И сега од возбуда ме фрлате во очаен трошок со вашите барања. Трошок? Каков трошок? Молчи, тој е шкот. Господица Светвет, Повелете, господин Знаете ли? професоре. Повелете. што пиеш шотландјанец кога се раѓа и кога умира? Па, вода. Да? Не? Да? Вода, предпоставувам вода. Предпоставуваат. На физиолошкиот институт никогаш не се предпоставува, туку само се тврди. Се тврди. Господа, вашето тврдење? Па, според најновите научни сознанија, Одри дамла. Има ли некој што знае? Јас, Браво. Да чуjem. секој шкот, кога умира и кога се раѓа, пие... Пие. Пие виски! Вис! Па јас не рекол виски, токму заради вицот за шкотот. Господица Светвет, подобро донесете го вискито. Вискито, еднаш, господине професоре. Ми се допаѓате, господине Бантинг. Ви честитам. А зашто? Затоа што по 2 дена чекање ќе ве примам. Зарем има и такви кои повеќе чекаат кај вас? зарем не забележавте костури по ходниците? Виски. Ви недостига една чаша.
A ne, se je vred, gospodine. No ne je vred to, što jedan nezavršen student se naođa među dvajca doktori. Povelete... Slobodni ste. Denes? A ne. Deneska ne. Deneska točam. I onaka se toči preko mojot studentski grb. Gospodice Svicvet, Gospodine profesore, povelite. sve je vred. Sve je vred. Studentот Бесте веќе одомаќен во мојот кабинет. Kako što trgnal i ke si legne. Кој пат полагате физиологија кај мене? Prv pat, gospodine profesore. Denes. Јас не пијам. Послужете се. Благодарам. Ovoj mesec. Ja sam spremen, gospodine profesore. Сега или никогаш. Господине Бантинг, дозволувате? Да, се е во ред. Добро. А јас бев студент, па... да почекам во фотелјата? Не, ве молам останете. Ќе го ликвидирам по итна постапка. Да. Да видиме. Ако ми одговорите на ова најтешко прашање, сте го положили испитот кај мене? Tu знае! Што знаете за Лангенхансовите островца и каква улога имаат тие? Па вака. Вака, господине професоре. Лангенхансовите островца не се наоѓаат ниту во Тивкиот, ниту во Атлантскиот океан, туку во... Во Индискиот океан. Не, господине професоре, во човечкото тело. Еве, во панкреасната жлезда, во одводните жлезни канали, во ацинусната клетка и представуваат микроскопски структури кои ги открил Паул Лангенханс во 1867 година. За жал, нивната улога е беззначајна. Сите светски авторитети, меѓу кои сте и вие, господине професоре, преку своите експериментални докази тврдат дека тие немаат никаква улога, освен да им го загорчуваат животот на студентите како неодговорливо прашање. Не. Не е точно. Што? Што не е точно мојот одговор? Не. За тебе 10. Но не е точно тврдењето дека Лангенхансовите островца немаат никаква функција во нашиот организам. Кој треба да падне на испитов? Колега Бантинг, ми изненадувате. Како е пак сега ова ваше тврдење? Тие инкриминирани островца лачат хормон, кој што го регулира шеќерот во крвта. Па токму затоа и јас паѓам неколку пати. Слушајте. И вие двајца ми тврдите нешто што уште во 1893 година го тврдел Ласес. Дека тие островца лачат хормон кој што го регулираат шеќерот во крвта. Тврдењево е како одговор на студентов, нели? Дали е точно или не треба да се докаже? Двата најголеми светски авторитети во оваа област, Меринг и Минковски, тврда исто како вие. Експериментите не им успеа. Експериментите ќе им успеја доколку продолжеа, господине професоре. Да, тоа го тврдеше минатата година и мојот колега Мозес Берон, само без докази. Разбирате, без докази. Зошто ми се мешате во мојов испит? Што сушно сакате ви од мене? Господине Бантинг? Најпосле. Јас сум овде, господине професоре Меклиот, токму за овој проблем. Да докажам дека тие островца лачат хормон. Точно! Ти да молчиш. И нема да ја напуштам оваа фотелја, се додека вие не ми овозможите тоа да го докажам. Точно! Рекол да молчиш. Господине
Бантинг, чинам дека имате намера да останете во фотелјава се додека не станете костур. Добре? Добро. Но јас не сум анатом, јас сум физиолог. Токму затоа, господине професоре. Точно! Молчи. A ti reče, gospodine profesor, da molčiš. Господица Светвет, Повелете, господине професор. одете и повикајте... Полиция! Не. Чуварот на институтов, за да му покаже на овој млад тврдоглав доктор една визба во која тој ќе работи. Веднаш. Веднаш, господине професоре. Господине Бантинг, ценам ваква тврдокорност вон Сериска. Барање од Фредерик Бантинг, ортопед, хирург во Онтарио. Барањето е упатено до мене. И така натаму, и така натаму. Ви го одобрувам барањето под услов. Прво, да го земете овој незавршен студент по медицина кој бесплатно ќе работи со вас. И второ, да се договориме околу поделбата. Поделбата? Каква поделба? За Нобеловата награда, што ќе ја добиете. А јас? Па, јас се откажувам од својот дел, не. Благодарам за великодушноста. Доста ти е и оваа оцена во индексот. Заминувам цело лето на одмор во Шкотска. Убаво да си поминете, господине професоре. Благодарам. Штом ќе се вратите, ќе ја продолжиме оваа дискусија, нели? Што е ова? Вашата лабораторија. Ви се допаѓа? Воодушевен сум. А, шеф? Да. Овде ќе го ставиме нашиот фрижидер. Овде ретортата. А овде би можеле да бидат кафезите со кучиња. Да. А овде... овде... Вашата фотелја. Кога ќе почнете? Со работа? Со чистењето на шталава. Ве молам да не пушите, мојот шеф не поднесува чад. Ова штала, пардон, нашава лабораторија треба да се исчисти. Нема проблем. Ќе средам за час. Само треба да платите. Нема проблем. А, шеф? Да.
дека хирурзите се сиромашни како глувчиња. Па, моето почитување, господа доктори, тежок е патот до славата, ама покрај слава треба и тава. Најутешно е во сето тоа што ме унапреди во доктор. Значи, не се откажавте, а? Уред, ќе го известам господинот професор, кога ќе се јави. Би требали уште нешто? Не, Да, Што? ништо. кучиња. Може? $5 по парче. Јас не знаев дека имате златни кучиња. Жалам, но јас не можам да ви понудам повеќе од $1 по куче. $1 по куче? Шефе, па ти си Рокфелер? Жалам, но за таа цена може само да сонувате кучиња. Па зошто не ни ги дадете оние болни кучиња од вашата кафилерија? Тие онака ќе умрат. Точно. Одлично, одлично. Да. Ќе ви давам сите за $5. Што се болни тие кучиња? Од шекерна болест. Значи, за $5 сите. 3. За 4. Продадено. Те болеше ли инекцијата, Енџел? Ти си сериозно заболен од дијабет. Три, два, еден, почнуваме. Скалпер. Да. Почнуваме. Господице Свитфет, Да, дали сте спремни? да. Пишувајте. Пишувам. Денес, петок, 21 јуни 1921 година, 1900. го започнуваме нашиот експеримент. Го започнуваме нашиот експеримент. Пишувам. Јас правам лапаратомија врз експерименталниот пес Енџел, кој што е болен од шеќерна болест. Како Лапаратомија. лапаратомија, а што е тоа? Завртете се и ќе видите. Не, фала, благодарам. Си го распам добриот апетит. Потоа тапо ги препарирам абдоминалните органи, Ги препарирам. Абдоминални органи. го утврдувам панкреасот и го откривам неговиот канал. Така, добро. А сега со кетгут, Како, со што? со кетгут Ох, леле. го подврзувам
панкреасниот канал. Го послужувам како панкреасниот Да, канал. Разбрав, напишав. ги враќам органите на старото место. Старо добро место. Правам сутура Така. на абдоминалниот зид Офле. и сега е готово. Така. Запишавте се, господице Свитвет? Запишав, готово. Запишав, ама ништо не разбрав. Како му? Просто кажано, Како просто? му го исече стомакот на тоа куче, му ги разбуричка цревата, му го подврза каналчето и пак му ги закрпи Ле, цревата. ле, Чарлз? помош. Чарлз! Немојте, госпогице Свитвет, немојте, смирете се, ве молам. Чарлз! Мирена сум. По-добро е да земеш примеруци од крв и мочка од пациентов. Ау, ау, Но да продолжиме. После 6 недели од подврзувањето на панкреасниот канал, повторно ќе направам лапаратомија. Зар пак? Господице Свитвет, ве молам, немојте да паѓате во несвест, Морам. само да ја завршам мислата. Морам. Хормоните од панкреасот ќе направат дегенерација на панкреасното ткиво, но Лангенхансовите островца ќе останат неоштетени. Така, Чарлз? Доаѓај ваму, Чарлз. Жалам, шефе, јас сум задолжен за крвта и мочката на Енџел. Да. Господице Свитвет? Господице Свитвет? Каде е? Како сте? Брата, така е. Како ви? Еј, се што... Како, а? Како, господа млади надежи, а? Како оди работата? Професорот Меклиот доаѓа. Дали сте пресреќни? Се зависи од денешниот триумф. Аха. Шефе? Да, јас сум спремен, скалпер. И јас. 3, 2, 1, почнуваме. Почнуваме. Правам Правиме. лапаратомија. Лапаратомија, знам. Лапаратомија. Да. Приоѓам Кон кон подврзаниот подврзаниот панкреасен канал канал. и после 6 недели исчекување, нашиот резултат треба да ни покаже. Треба да ни покаже што? Триумф. Што да напишам триумф? Леле. А јас доживеав триумф овие 6 недели. Коска и кожа стана, леле, глава, не кревам од работа. Добро, што да напишам? Што? Триумф? Готово? Триумф? Пораз. Како? Шевовите прснале. Ај. Немаме резултати. Мајка ми умре од шеќерна болест. Направив се. Ја лечеа врвни специјалисти. Се заколнав дека ќе најдам лек. О, Господе. Мене... Тетка ми умре од шеќерна болест. А беше најдобрата болничарка во Масачусетс. И што сега? И што оде сега ќе плачеме, што? А јас утре морам да полагам испит. Ау, кој знае по кој пат. А јас ќе се вратам во мојата приватна ординација. Зошто пак да не им ги подврзаме тоа цревата, а?
Точно. Шефе, ќе го повториме експериментот од почеток. Биохемиските анализи што ги вршам се сосема точни. Ајде, шефе, од почеток. Ајде од почеток. Да, но утре се враќа Ричард, лавовското срце, а тој не признава лошо поставени шевови. И онака претеравме со нашата препотентност. Не сте далеко од вистината. Нешто сте се скиселиле. Сврши вачето. Телеграма од професорот. Od Richard Lavovsko srce. Utre. Доаѓа. Скршен на... Не доаѓа. Ја скршил ногата. Не доаѓа. Можете да продолжите со експериментите. Леле, колку се радувам. Секретарка се лигави со студенти. Се преврте векот. Приоѓам кон панкреасот, да попрепарирам и панкреасот е... Успех! Еурека! Успеавме. Го вадам променетото ткиво, кое потем ќе се меле со песок на ниска температура. Господице Свитвет, вие пишувате? Не можам, ме држи господинот без. Не! Мене сега ме чекаат обсежни лабораториски анализи и докази. Готово е. Се е точно. Победивме. Честито. Шефе, кажи нешто, шефе. Победивме, шефе, кажи. Да. Само ти да ме ослободиш. Инсулин. Како? Инсулин. Колега Бантинг, Моето почитување, господине професоре. значи, колега, Зарем не сте ја скршиле ногата? ќе го искршам Бастунов од вашиот асистент ако не замолчи. Падна во местноста скршена нога во Шкотска. Но, резултатите? Одлични. Реков. Одлични, господине професоре, одлични. Кучињата неколку пати сте ги шиеле. Мене ме интересираат биохемиските резултати. Господицата Свитвет е импресионирана од вас. Но, да ги чујам резултатите. Сите резултати се набележени во овие тетрадки. Систематизирани се и... И? Што? Полн погодок. Полн погодок, господине професоре. Како може еден недипломиран студент по медицина авторитетно да се меша во медицината? Може. Може, господине професоре. Ние докажавме дека во екстрактот на панкреасот, што го добивме со подврзување на панкреасовиот канал, постои субстанца, хормон, господине професоре, кој не дозволи кучињата болни од шеќер да умрат кога им го убризгавме. Точно ли е ова? Не е можно. Се е забележано во овие тетрадки. Не е можно. Ние му дадовме и име, господине професоре. Инсулин. Како? Инсулин, господине професоре. Инсулин.
Insulin. Da, insulin. No, da je završam prikaznata. Набргу потоа јас дипломирав медицина. И веќе во 1922 година компанијата Лили започна со сериско производство и продажба на инсулинот, откако ги помина сите тестови. 1923 година Нобеловата награда за медицина ја добија Бантинг и професорот Меклиот. Бантинг својата награда ја подели со мене. Отвори голема хируршка ординација во Торонто и веќе не се занимаваше со научно истражување. Јас сум директор за производство на инсулин во компанијата Лили. И исто така веќе не се занимавам со научна дејност. Веќе одамна не сум студент.